Добар ден, почитувани, добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Денеска ќе зборуваме за развојот на мозочето кај фетусот, кај се уште нероденото бебе во стомакот, во утробата на мајката. Како тоа се рефлектира врз целокупниот развој и здравје на роденото бебе. Доколку трудницата е изложена на силен стрес, при што се излачуваат хормони на стресот, може ли тоа да влие врз невролошкиот развој на нероденото бебе? Дали фетусот го памети гласот на мајката? Има ли афинитет кон него откако ќе се роди? Се за развојот на мозочето кај фетусот и бебето, денеска од разговорот со професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист педијатар, неонатолог од Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Започуваме веднаш по рекламниот блок. За развојот на мозочето кај фетусот и бебето денеска разговараме со професор доктор Аспазија Софијанова, специјалист по педијатрија, неонатолог, шеф на оделот за неонатална и педијатриска интензивна терапија при Универзитетската клиника за детски болести во Скопје. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Уште подобро што ве најдов и ми е драго што ќе отвориме една тема која не знам дали до сега сте отворили веќе во нашата комуникација за што би зборувале во однос на специфичностите кои се повеќе и повеќе на навијасувате токму феталниот мозок. Феталниот мозок како се развива? Многу интересно колку и сваќам не само ние воопшто во светот и во медицината сега се повеќе се обраќа внимание, осврнува внимание на делот околу неонаталниот, односно пред да се роди бебето, што се случувало во утробата на мајката и сите тие сегменти се сведуваа, бидејќи доста често патуваме, читаме, осознаваме, комуницираме во групи со колеги наши и некако со делот околу феталниот мозок, а и генерално што се случува со фетусот, најмалку сме го говореле или споделувале. А тоа се рефлектира на идното новороденче, односно идната здрава индивидуа. И ние како интензивисти, поготоа кога ќе добиеме едно критично новородено или без разлика дете, прво што треба да прашаме тоа каква била бременоста. Значи тоа е толку клучно прашање, бременоста во однос на мајката во еден дел, а она што за нас е важно да го екстирпираме, тоа е каква била бременоста во однос на бебето. И тоа ја делиме на 3 дела. Првиот триместар, тоа се првите 3 месеци, кога повеќе или помалку и мајката, идната мајка и не знае. Значи, жената не знае, или знае, или тоа е конципирано. Значи, имате многу работи кои треба да ги повторно извлечете од податоците што ги добиете. Потоа доаѓа еден втор триместар кој го рачунаме како една безбедна или така наречена комфортна зона, но во тој период најдобро се гледаат сите проблеми доколку ги има и на време се алармира. И доаѓа трет триместар, односно последните 7, 8 и 9 месеци, и клучната 24-та недела, која веќе ние во сите дебати коментираме дека е момент кога сметаме дека гирусите, значи сите тие делови внатре во мозокот се доволно развиени за да доколку излезе плодот, иако му треба скоро уште толку за да се доразвие до крај, може да и кога ќе излезе бебето екстраутерино, значи кога ќе се породи, доколку ќе мора да се породи, да може да се развијат работите така како што би очекувале, затоа што на крајот на денот знаете, за жал или не за жал, мозокот е тој кој што диригира се. Од мозокот доаѓаат како диригентска палка за сите останати органи и се смета 24-та недела, значи половина од бременоста, каде и ние можеме да ги преживееме тие новороденчиња, ако се родат и ги велиме предвремено родени новородени, каде можеме да делуваме така да направиме да и понатаму нивното созревање екстраутерино, а не внатре како што треба, заврши успешно и имаме една здрава индивидуа. Споминавте дека е многу важно каква била бременоста, како течела. При тоа, обрнувате ли внимание на исхраната на мајката? Дали е тоа важно за развојот на мозокот? Дали имала покачен крвен притисок во бременоста? Дали пушала? Дали се сето тоа фактори кои што може да влијаат на развојот на мозокот на фетусот? Понекогаш имаме одредени списанија во кои се пишува дека диабетот или така наречениот гестацијски диабет може да прави одредени проблеми, тие деца се раѓаат крупни.
говориме околу пушењето и знаеме дека тоа на свој начин има одредени предности и мани. Предности и мани, велам, пошто во одредени сегменти дури може да има и предност во однос на развојот на белите дробови, иако тоа се контраверзни размислувања. Изборуваме исто така и за алкохолот, кој знаеме дека на свој начин предизвикува еден така наречен синдром на ФАС или фетус алкохолен синдром, затоа што ако мајката била, да кажеме, зависник од алкохол, па и зависник од многу други работи, ние го гледаме тоа бебе веќе во еден малку подруг агол, веќе во светот и се даваат веднаш антидоти на тоа што може да влијае негативно, кога веќе ќе го добиеме детето, барем да го исчистиме од тие работи кои што сметале. Непремостливата врска меѓу мајката и детето е таа плацента, односно тој умбиликус кој што се сече после раѓањето на бебето и го гледаме бебето со првиот плач, нели, почнува практично да живее еден живот надвор од оно што се случувало внатре. Крвниот притисок го кажавте. Крвниот притисок сигурно дека може да влие повеќе врз тоа да евентуално веќе се повеќе делот околу исхранетоста на бебето, односно на фетусот, сепак ќе го кажуваме во овој период, не биде доволна, бидејќи самиот висок притисок ги стеснува крвните садови и во исто време ги стеснува крвните садови на самите две артерии и едната вена кои го обскрбуваат идното бебе. И со тоа дотурот на потребните материи кои што го растат фетусот интраутерино се намалени. Значи, од тој агол, некогаш дури тој висок притисок, колку и да сакаме да го регулираме, ако не се регулира, е подобро, велиме, во корелација со акушерите, да го извадиме бебето, па понатаму да продолжиме со неговиот развој. Затоа што некој се случува да не престане да расте всушност бебето во утробата на мајката. Токму тоа е тоа. Престанува да расте. И затоа тие контроли кај одредени ризични бременности, ама кажам ризични бременности, може да имате инвитро нормална бременост, значи ја морало да стане инвитро. Може да имате најнормална мајка која има ризична бременост. Тие правила се буквално без правила и мораме затоа секоја, тоа е мој став секогаш кој го велам, секоја мајка, секоја идна мајка, секоја жена е за себе индивидуално во однос на самата бременост и ја поднесува на различен начин. Може да биде комплетно здрава, бременоста да не влие како што треба, како еднострано тело практично фетусот, да го доживува негативно врз својот организам и тоа да се рефлектира врз бебето и тука мораме да направиме дури стоп во одреден период, да го извадиме бебето за да го спасиме практично животот на мајката. Не само притисок, споменавме диабет, споменавте и многу други лекови кои што знаат одредени хронични болести да се даваат и да мора мајката да ги продолжи да ги пие во текот на бременоста. Значи тоа пак ќе биде загрозување на незиниот живот. Тоа се фактори кои на индиректен начин во сите студии што ги обработуваме и читаме и ние што јас се занимавам сега се повеќе со таа така наречена неонатална и фетална неврологија, како влијаат врз развојот на детето. Дали одредени лекови што ги прима мајката индиректно не влијаат во растот и развојот, затоа што тие како токсични продукти може да не се препознаени кај бебето и да влијаат во одредени пореметувања понатаму од кога ќе се роди детето. Но мораме све да знаеме и мораме да бидеме спремни да доколку и мора да ги прима тие лекови, да едноставно кај детето уште веднаш изреагираме и го прочистиме колку што е можно побрзо, затоа што пластицитетот на мозокот е исто нешто што е многу важно, а тоа значи се адаптира како сунгер. Кога ќе се роди, тој сунгер почнува да станува практично, односно да се качува, нели, практично да почне нели со дишењето со новиот екстраутерин или надворешен дел од живење, да практично си се врати полека се на свое место. За пластицитетот на мозокот кај бебињата ќе поразговараме поопширно во подолниот дел на емисијата, би се задржал уште малку на ризик факторите, што е со оној пренатален стрес, доколку трудницата била изложена на големи стресни доживувања. Па се излачувале тука хормони на стрес, како што е кортизолот, адреналинот. Ќе влие ли тоа на мозочето на бебето? Може ли да и утре да има детето последица во однос на однесувањето, хиперактивност, па не знам, проблеми со сонот? Па тоа се многу работи веќе што ги пробивате, а кои што се вистински сега дел од научните истражувања, од студии кои течат и кои што токму ова го објаснуваат. Некако сите сме научени, теоретски да кажеме, да, стресот предизвикува проблем, односно стресот индиректно нели го сасека и животот на детето и на мајката, а некои од работите не можеме да ги
да ги едноставно спречиме. Се случуваат такви какви што се и секоја мајка исто различно реагира. И затоа е многу важно да доколку постои такво нешто, а знаеме дека се лачат тие хормони кои ги набројавте и сигурно дека на свој начин, ако би било нормално, тогаш тие хормони не би влијаеле врз идниот развој на детето, но влијаат. И тука мораме да бидеме свесни дека колку е можно подобро, доколку е стресот од психолошка природа, да се разговара со мајката, да се малку смират некои работи, иако некои, да кажам, ситуации не можете да ги спречите, така да и психолошкиот развој не влие, меѓутоа мора да се најде начин, затоа што ефектот на крај што ќе биде, ќе имаме и проблем со детето, а ќе имаме сигурно и проблем со мајката, која ќе има проблем со детето и воопшто целата фамилија страда. Че ние не сме свесни колкава е улогата наша, кога имаме една мајка која треба да роди едно здраво дете, бидејќи се што би се случило и во текот на самата бременност, ќе се афектуира на здравјето на детето и затоа го имаме состојбата на модерното време, а тоа е така наречениот спектар на однесување на децата, кој малку, нели, во склоп на сите ситуации, ама има и подлога која била во текот на феталниот период, која го засегнала мозочето, заради кој не реагира автентично на она што го очекуваме понатаму во неговиот развој. Што значи да прооди на 12 месеци, да прозбори во еден период очекуван од првата до втората година и кога ќе видиме дека имаме промени во тоа однесување, веќе враќаме назад приказни, гледаме дека имало или стрес, или некој друг дополнителен момент кој правил такви реакции во утробата на мајката да при обскрбата на кислородот и сите останати материи во фетусот направиле проблем за да неговото однесување веќе се гледа дека може да замине во погрешен правец. Па има и некои истражувања во однос на аутизмот кои што велат дека првите промени кај бебето во мозокот се случуваат всушност во феталниот развој за време на бременоста. Но имат ли објаснување што точно се случува? Да. Значи веќе се повеќе се обраќа внимание и на тоа. Јас повеќе би рекла пореметување во растот и развој. Знаете, некако како да ги стигматизираме децата, иако за жал тоа е еден спектар на однесување кој веќе се приметува, ако бидете вака со добро око и ја знаете работата, веќе се приметуваат некои такви однесувања од 9-тиот месец. И после до 12-тиот месец гледаме дека некако моторниот дел, можда и тој дури може да биде хиперактивен, што велите, од една страна, а моторниот дел е исто дел од моторните функции кои што се развиваат во мозокот. Значи, нешто го спречило во текот на развојот на самиот фетален дел кој што е одговорен понатаму, значи на мозочето кој што е одговорно понатаму за проодување, тоа се координирано од мозокот. Проодување, прозборување, начин на прозборување, однесување, се е тоа координирано од мозочето, а доколку имало такви проблеми, после испитуваме кој е тоа. Вие рековте и набројавте хормони, имате токсични материи кои може да се ослободуваат исто така, и на крај може и генетика која што е нешто што на кое не можеме да влијаеме, а се повеќе имаме докази дека и таа има одредено влијание, особено одредени алели во самиот геном, кој што е исклучително важен исто така за да нема препокривање кој што може да го надмине проблемот. Без такво препокривање овие токсични материи практично ги одголуваат тие гени и на крај манифестацијата кај тие деца и покрај тоа што можела да се препокрие, не е препокриена и настанува практично проблем. Дали фетусите реагираат на звучни стимулации? Често пати во препораките што ги даваме кај мајките сега во последно време и предходно и што сме читале, музиката особено велиме онаа која што е на едно ниво на вибрации, која што влие позитивно во развојот на мозочето, тоа е онаа музика класична. И тие другите музики исто не е дека не влијаат лошо. И тие имаат едно убаво расположение што хормонот за среќа го ослободуваат, па и фетусот е среќен на тој начин, но класичната музика има вибрации кои влијаат на фетусот на тој начин што го смируваат оној дел кој што кој е вознемирен кај мајката, иако што индиректно рековме влие негативно во делот на самиот мозок, практично влијаат смирувачки. Ама дали може во таков стресен момент мајката да го мисли моментот што би направил релаксација, еве уште еден мотив да го размислуваат мајките кои што сега во моментот ќе бидат идни мајки или се бремени, па на тој начин доколку се во стрес со нешто што може да им помогнеме малку со класична музика да се смират надразнетите центри
кои понатаму може да влијаат врз, рековме, моторниот ефект, вербалниот ефект и сите останати така наречени начини на однесување кои нема да ни се допаѓаат, па ќе речем, нема да ги наречам аутизам, бидејќи сметам дека ако навреме се откријат, можда и влијанието на отргнувањето на елементите кои дополнително влијаат да детето не биде во однесувањето како што треба, можеме да ги тргнеме. А чувствува ли фетусот допир или пак болка? Се чувствува. Фетусот е практично човек. Само што има други елементи во своето однесување. Бидејќи тоа е поврзано, нели, со нервниот развој, така? Се е поврзано и се доаѓа од тука. И целиот момент на тие 9 месеци од бременоста имаат исклучително големо влијание на идната индивидуа во текот на развојот, како ќе се однесува парот, да кажеме, или воопшто сега е актуелно и велам како ќе се однесуваат партнерите. Така, партнерските двојки. Двојките, како ќе се однесуваат во однос на... Да, апсолутно, нели. Сето тоа е индивидуално и особено таа која го носи бебето мора да биде во една хармонија. Убаво би било да е таа хармонија присатна, бидејќи хармонијата го одржува балансот на идното дете. Значи, ако јас како педијатар морам да говорам за здравјето на идното дете или бебе, како и да е, тогаш и двојката, односно партнерите, мора да имаат во предвид дека една хармонична релација, каква и да е, мора да биде присатна, за да може да биде сепак и овој фетус, односно да биде развојот на мозочето во фетусот, да кажеме, под контрола. Значи, тоа се вика под контрола. Значи, надворешни фактори кои влијат на внатрешната контрола на развојот на феталниот мозок. И тоа, вон од внатрешните фактори, како притисок, што ги набројавме сите други, и стресовите, е исто многу важно. А што велат истражувањата? Паметат ли гласови фетусите, односно од кога ќе се роди бебето, има ли тоа афинитет кон мајчиниот глас? Знаете како, сепак во тој дел имаме најнови достигнувања кои велат дека, нели знаете и периодот кога може некој друг да биде старателка, да имате одвојување на мајката од детето. Паметат, меѓутоа, доколку љубовта која е најважна во сето тоа, и да речеме некој друг ја замени таа љубов, доколку имате секакви ситуации, сега во нормалните ситуации паметат, но ги препознаваат малку подоцна, не веднаш. Затоа обично се смета дека тој период на адаптација, кој е првите 6 месеци, е исклучително важен. Значи сите 9 месеци во утробата на мајката и првите 6 месеци после раѓање се од најважен интерес за развојот на мозочето, бидејќи гласовите што се паметат и она кое што мајката го изговара, биолошката мајка, да кажеме, зашто пак ќе зборуваме, имаме секакви ситуации, еве да зборуваме за стандардните, биолошката мајка, која ги говори, кога е со еден убав однос кон бебето, со една убава околина и средина, и љубовта што ја гае кон детето, се разбира и она конекција која има преку доењето, кое што исто е еден од начините на спојување и развојот на мозочето, кое што сме го утврдиле дека е така, заради кои се бара, или тој контакт на таа една убава социјална средина што ја формираат заедно, ги надминува пречките кои би можеле да бидат понатаму пречка за развојот на едно мозоче кое го рачунаме сепак во една стандардна. Секогаш имаме одскокнување од стандардот, меѓутоа имаме една константа во развојот на детето. Ултразвучниот преглед го отвори прозорецот кон интраутериниот развој на бебето. И сега вие всушност со овие прегледи, некој ги нарекува 3D, 4D, можете да го процените и нервниот развој на фетусот. На каков начин? Важни ли се движењата на рачињата, на ноџињата? Што гледате за да процените? Мене ми е драго што технологијата оди напред и во таа технологија можеме да навистина процениме каков е развојот на детето глобално, не само на мозочето. Мозочето одагол, еве сега што го говориме, меѓутоа тука се во секој случај можност да се откријат одредени аномалии кои што можат да се афектуираат врз развојот на фетусот, односно на бебето. Ајде сега ќе го кажам бебето, бидејќи ако откриеме нешто, а може да се види многу добро
и со 3D и со 4D. Значи го опфаќате мозочето, сега ако зборуваме за мозочето, тука станува збори за срцето. Исто така исклучително важно, бидејќи и откривањето на срцевите мани кои прават особено после раѓање дотур на кислород во мозокот кој е исклучително важен и дотур на шеќер кој е исклучително важен да го променат. И таа промена па и постнатално и после раѓање да доведе до така наречено инсуфициентно или велиме намалување на концентрациите потребни за дишење на, односно за развој на мозокот. Значи, ако имаме некоја вродена аномалија која со 3 или 4D се утврди на срцето, мораме да ја знаеме и веднаш да ја средуваме после раѓање. Тука секој ден ни е важен. И велиме, познавањето на што се случило претходно или утврдувањето преку овие нови технологии ни помага многу побрзо да го решаваме проблемот од кога ќе се роди детето. Тоа се тие 3-4D, значи го фаќаме мозочето и другите органи, ја го спомнав и срцето, тука исто така се и цревата во прашање, да не ја заборавиме оската мозок-црево, бидејќи исто така таа реагира кај децата. Кај децата одбивањето на храната, што често пати се случува, не сака детето да јаде, практично доаѓа од некои други работи кои оно не може да ги манифестира како нас возрастните, па реагира со одбивање на храна. И таа оска практично мозок, гастроинтестинален тракт или стомак, мозок, стомак е исклучително важна. И затоа велам диригентот, односно мозокот, во сите своји сегменти ги диригира и останатите органи пренатално. Сите овие диагностики ќе ни помогнат да било која аномалија, доколку ја има, биде решена колку што може побрзо, за да не страда мозокот ако е фактички добар или здрав или нема никаква друга аномалија. Доколку има аномалија самото мозоче, тогаш таа ја решаваме на многу по-друг начин. Тогаш дури постојат и одредени етички кодекси кои каде ако на вистина имаме доста проблеми во самиот развоен дел на мозокот и не очекуваме дека тоа ќе се подобри, да кажеме, од кога ќе се роди детето, тогаш разговараме, дебатираме со мајката, со фамилијата, па и имаме и други начини за кои што можеме да ги практично решиме работите во интерес и на мајката и на детето, затоа што секогаш да не заборавиме, не е само мајката во прашање, сакаме да имаме и здраво дете. А што доколку бебето при раѓањето не заплаче? Тоа се вика реанимација, односно ресусцитација, односно враќање во живот и одржување во живот. Тоа е Ќе се оштети мозочето? Тоа е едно од најклучните работи кои јас и ги предавам. Баш ми е драго што и на медицински факултет имаме симулацијски центар каде што симулираме со идните студенти тој момент на реанимација. Колку е важен. 5-та минута, 10-та минута, 15-та и велиме 20-та. Дали вие можете да дишете повеќе од 5 минути? Не можете. Практично возрастниот има, ако влезе, гњури, така натака, тие што имаат вистински капацитет на белите дробови, можат и повеќе да издржат. Бебињата се тие кои што имаат таков адаптивен момент, особено после раѓањето, да дури 20 минути се толерира да го реанимираме. Се разбира да после 15-та минута веќе се интубира и се даде вештачко дишење, односно кислород, односно го ставиме на механичка вентилација. И тоа е целата виртуозност, затоа што тие први 5, 10, 15 минути ви го одредуваат целиот живот и квалитет на животот, затоа што тогаш највеќе страда мозочето. Ако зборуваме за фетално страдање кое би можеле да го регулираме веднаш после раѓањето, познавајќи ги сите со акушерот, сите аномалии кои сме ги сретнали или проблеми на мајката кои сме ги осознале и можеме веднаш да интервенираме, ова е привилегија на неонатологот интензивист. Да во првите 5, 10, 15, 20 минути го заштити мозокот од самото раѓање, тоа е веќе перинатална, евентуално мозочна траума што може да настане и од неа лично ние највеќе се плашиме. Значи, и она пренатално што се случило е важно, тоа го знаеме, го имаме во предвид и го следиме детето понатаму. И можеме да интервенираме доколку почнат некои работи да не ни одат како што треба. И тоа сакаме јавно на граѓаните да го соопштам, затоа што се две клучни работи, пренаталниот период кој што го говоревме до сега, значи феталниот дел од животот и перинаталниот или самото раѓање, кое на вистина, ако дојде до одредено оштетување, може да доведе и до несакани трајни последици. Правите некакви испитувања по тоа? Тестирате дали се ево ред невролошки, ехо, што се прави? Значи, ЕГ?
Најбитното, знаете што е? Клиничкото гледање на Искуството, всушност, на клиничарот. И гледаме како реагира новороденото, веќе без разлика дали е предвремено родено. Дури предвремено родените, тие многу малите и подобро реагираат кога ќе се породат, односно кога ќе се родат, бидејќи тие и практично брзата адаптација, доколку знаеме како кај нив често пати, пошто има недостаток на сурфактант, па даваме веднаш сурфактант и го згрижуваме, некако со нив сме побезбедни. Кај нив моторниот дел го следиме, значи како се движат понатаму. А што се однесува кај нормалните новородени кои имаат гестацијска старост која е очекувана, 40 или кога и треба да се родат. Ако имаме проблеми при раѓање, и ако има одреден стрес кај мајката, па бебето дури дефецира во утробата на мајката, тоа е најстрашниот момент кој многу треба да го внимаваме. Зошто е тоа толку страшно? Затоа што може многу лесно да дојде до аспирирање до тој, а знаете што значи да аспирирате практично фецес. Аспирацијата на изметот, односно што, а тоа е тој стрес кој што еве вака и пластично кажано, знаете, сите кога сме под стрес, некако многу лесно бараме помош во тоалет, бидејќи тоа е се врзано. Кажете оската, мозочето, таа е таа оска, мозоче, стомак. Да кај фетусот, ако тоа се случи пред да се породи или излезе надвор од утробата на мајката, тоа ќе се случи, значи во утробата на мајката, при вадењето многу лесно може тој фецес да се аспирира, и да ги зачепи белите дробови и да имаме сериозни. Тоа е во неонатологија најстрашното нешто од кој се плашиме, бидејќи индиректно прави рефлексија на развојот на мозокот. Трудниците исто така се плашат за време на породувањето, да не се употреби случајно вакуум. Па тука да дојде до некакво оштетување на мозочето. Чести ли се тие повреди? Тие веќе се помалку и помалку ги гледаме, морам да признам, и искуствата на нашите акушери се веќе навистина врвни, и при тоа, ако се види, проценката се прави веднаш пред раѓање, дали детето ќе мора да оди на царски рез или ќе оди по природен пат. Секогаш природниот пат е најдобар, и тука дури во високо развиениот свет еве на неколку дебати во последниве времења коментираат дека доколку колегите се решат на царски рез, мора да дадат објаснување пред Министерството за здравство до тоа ниво зашто направиле царски рез. Значи, индикации мора да има од страна на фетусот, односно бебето, и индикација од страната на мајката. И ризикот да не се случи првиот плач е поголем кај царскиот рез. Велат не се излачува адреналин при породувањето. Не се излачува адреналин и при тоа детето нели го вадите практично се уште неочекувано, бидејќи мајката е под анестезија, па и тоа исто се дебатира дали таа анестезија колку брзо се вади плодот, дали тоа има влијание депримираноста на бебето кога ќе се изведи. Цели студии се на таа тема. И затоа и тоа индиректно влијае на развојот на мозокот. Дури сега не би дебатирале додека не излезат комплетно студиите на Виделина дека царскиот рез дури и по-негативно влијае врз развојот на мозокот версус нормалното раѓање. Значи пак нормалното раѓање било дадено така по тој природен пат, да речам, каде преку родилните канали се стиснува течноста во која фетусот нели живее внатре во амнионската течност, и таа истиснувајќи се од белите дробови кога ќе се појави практично главчето, и првиот плач ја истиснува дополнително течноста од белите дробови, и првиот плач значи живот. По начинот на кој што плаче бебето и по начинот на кој што се веднаш реагира, ние веќе знаеме дали има потреба или нема потреба од реанимација. Прво го загрлуваме, го бришеме тоа во кое што веќе живеело внатре во утробата на мајката и почнува да се адаптира, односно стимулира, односно адаптира на новиот стил на живење. Тоа е оваа надворешна средина која сите нас во секојдневието практично ни значи многу. Што е со оние рефлекси кај бебето што мора да ги има, па и тие треба да исчезнат на одредена возраст, откако ќе се роди бебето? Тестирате дали ги има сите рефлекси? Говори тоа нешто за невролошкиот развој? Апсолутно говори, и тоа уште Вирџинија Апгар скоро која го кажувала, или по нејзи е крстено Апгар скор, кој што се одредува, а еден од начините при кој што го дефинираме каков е тој Апгар скор е токму однесувањето на бебето после раѓање во тие клучни први 5 минути. Прво ги кажам првите 5 минути, затоа што ако тука не ни оди добро, може да затаи бебето, па да има потреба за реанимација во првите 10 минути. И чекаме. Пак времето ни е тука сојузник, но знаете таму времето како тече. Една минута е како 10 часа. Цела вечност. Односно цела вечност. Бидејќи во таа
една минута проценувате токму во што го сега кажавте, тоа се рефлексиите. Значи движбите на бебето и оној така наречен еден момент на негово загрлување кое што ние го велиме како еден од примитивните или први рефлекси е многу важен, бидејќи на тој начин гледаме дека бебето ја има таа мускулна снага што сакаме да очекуваме. И тоа е тоа кога ќе го пипнеме, кога ќе го осетиме, кога ќе го допреме, прво го бришеме нели од тоа каде било во таа течна средина, од амнионската течност, а потоа го гледаме неговото однесување, оној плач кој што го сакаме, го стимулираме, сигурно нели имате, знаете, она по косата кога се малку да кажеме фаќа детенцето, меѓутоа јас би одела повеќе кон стимулација назад на грбчето, го стимулираме на ноџињата, ги гледаме рачињата, па го гледаме оној прв гаспинг, го викаме првото фаќање какво е, дали е цврсто и гледате веднаш дека практично имате мускулна снага, која исто говори за мозокот. Чи индиректно вие преку посматрањето на неговото однесување ја посматрате и однесувањето на мозочето. Но, ако имате, како што споменавте и претходно, траума одредена, дали е тоа вадење со одредени инструментални методи, кои што веќе гледате дека се повеќе ги не ги многу сакаме, бидејќи тие може повеќе или помалку површно да направат крварење. Ако има подлабоко вадење по секоја цена, ако заглави детенцото, па немате простор да го носите на царски рез и мора да го извадите со вакуум, тогаш обврзно е скринингот на мозочето или тој прозорец што го рековте со ехосонографски преглед. И тој ехосонографски преглед се прави со таква специјална сонда и јас еве тоа што го видов во Словенија додека престојував, исклучително е важно, малтене се прави како скрининг кај сите дечиња, бидејќи е безболен и нема никаква штета. Значи, скринингот кој што се прави пред да се испушти од болница, барем на третиот ден, е важен да се види да не случајно некаков тип на крварење има, случајно некаков вид на траума има кај бебенцето и тоа веднаш се гледа многу убаво на првичните тие скрининзи, каде што секое навремено интервенирање, па и да има нешто, или било каков тип на крварење, или било каков тип на, да речеме, одреден оток кој се јавил на мозочето заради таквото влечење или голем плод, па му требало малку повеќе за да излезе и така натака, може понатаму со нашите совети да се едноставно надмине за да не направи понатаму трајно оштетување, а тоа понатаму води кон церебрална парализа од секаков вид. Професор, кај предвремено родените бебиња, понекога се случуваат крварења во мозочето. Да. Оставаат ли тие трајни последици? Најубавото прашање. Значи, одма да расчистиме. Кога ќе се каже на родителите, вашето дете има крварење, секоја фамилија би изреагирала многу панично. Затоа што секое крварење кај возрастните не можете да го идентифицирате. Затоа велиме неонатологијата не е ни педиатрија во исто. Значи тоа се две различни сегменти. Во неонатологијата крварењето од нулта или само хипертрофични плексуси практично или прв степен и втор степен може со навремено увидување, со правилна терапија си имаме ние начини како тоа и со мирување да постепено си исчезне, односно си се абсорбира тоа крварење и да не остави никакви последици, но не се интерпретира веднаш и не се кажува веднаш. Се следи. Тоа е број 1 правило. Број 2 правило, ако е веќе втора, трета, тогаш и начинот на кој што се објаснува тоа на родителите, сигурно дека ние го задржуваме подолго во наши услови да можеме да го посматраме, бидејќи даваме 7 дена кога веќе е релевантно да кажеме да има крварење, меѓутоа со тек на време може истото да се повлече, ако гледате дека останатите функции се во ред. И не правиме и од тоа паника. Значи и втора, трета, веќе третиот степен е нешто на кое треба да обрнеме внимание. Тоа значи дека ќе кажеме на родителите после 7-миот ден од кога ќе го потврдиме, бидејќи може за брзо време и да се повлече. Ако не се повлекува и ако останува, е веќе факторот на ризик дефинитивно зголемен и тогаш сметам дека треба да се разговара со родителите, да им се каже дека има некаков тип на крварење на кое ќе се стори све за да се истото, нели, повлече, бидејќи мозокот ја има тој феномен на Сунгер на повлекување и може да дојде понатаму до повредување, до не создавање на трајни повреди во мозокот или brain damages. Но многу е важно каде е настанато крварењето и тие се така наречени може да постојат неми зони кои нема да имаат никаков ефект понатаму и зони
кои може да направат дефинитивно проблеми. Затоа предвремено родените, ако имаат 4-та, па и 5-ти степен на крварење, можат и се смета дека статистички се конфакторот на тоа да направат моторни проблеми. А кај поголемите бебиња, интелектуални проблеми. Интелектуалните проблеми се оние за кои зборуваме, тој спектар на нивните однесувања, и вака гледате едно здраво дете, кој во спектарот на своето однесување има промени. Односно, тие се тие така наречени промени кои може да се АДХД или аутизам, спектар, од секаков вид и така натака, кои сепак предизвикани од одредени трауми во текот на раѓањето. И тие мораме да ги дистинктираме од оние кои што се евентуално генетски, да ги дистинктираме од оние кои што навистина можеме и да ги вратиме, а се поврзани со електронски апарати, се поврзани со многу други работи кои што знаеме дека влијат негативно. Компјутер, телефон. Тие можеме да ги вратиме. А сме гледале со нашиот тим на клиника за детски болести, каде што работат тие кои што се навистина во тој дел, и морам да ги пофалам, тој еден тим од 2 психолози, имаме дефектолог, имаме логопед кои работат со тие деца, и сме гледале резултати каде немало траума, каде немало генетика, едноставно само тој дел кој што е врзан со модерниот начин на живење, па едноставно го скренано малку вниманието и отишло во погрешен правец. Затоа велат развојот на рана мозокот. диагностика и рана интервенција, Да. заради пластичноста на мозочето Ради доаѓаме пластичноста на до И затоа тој дел. може да се вратат назад. И затоа не смееме да гаеме веднаш со стигмите. Ова дете има тоа. Да почекаме малку. Сепак во однос на мозокот, како и кај возрастните, така и кај децата, трпението кој мораме да го имаме со една убава соработка со фамилијата, терапија која ја даваме со една љубов, збор, и се разбира доколку има медицински индикации и други работи кои што ние си ги знаеме како педиатри, лекари, па ги применуваме кај децата за да можеме да го смириме и полека да го вратиме како што треба да биде здраво дете. Пластицитетот, односно пластичноста на мозокот се губи ли со растењето, со возраста? Се губи и затоа гледате дека како кај поголемо дете падот не реагира исто како кај помало дете. Дури и мозочната траума се вели како еден вид траума, како отпад, бидејќи практично излегува и на тој начин може да се оштетат крвните садови и да направат проблем. Се губи до 7-та година, сметаме дека пластицитетот, и затоа секое работење со детето на време и со работењето со едно убаво здружено, секој на свој начин, еве затоа сега имаме пред некој период имаше колешка која што полагаше кај нас логопед, која точно знаеше како треба со предвремено родените што да очекува и како да работи со тоа детенце, за да прозбори полесно, за да модат работите, бидејќи некојаш развојот тука може да закасни. И тоа каснење не треба веднаш да не демотивира. Имаме веднаш начин на кој што стимулативно треба да влијаме. Не знаете колку е важен тој стимулативен рехабилитационен момент. Тоа сметам дека треба во иднина да го размислуваме и кај нас, бидејќи тој момент на стимулација што се прави и кај возрасен, кога има пат, мозочна траума, таа рехабилитација на времена и начинот на стимулација на тие зони кои биле уништени не сме да не демотивираат, напротив, може да треба да не мотивираат. Дури во Германија сме гледале како и отвараат и внатре со електроди на местата кои што се неми и кои што се не мртви, туку неми. Нем и мртов е различно. Чи немоста е една работа која можеме да ја мотивираме и да го извадиме најдоброто од пациентот, доколку во тој период имало некаков тип на исхемија, најчесто е родилна таа истата што ја зборуваме, а не можете да ја препознаете веднаш, па со тек на време се појавува, па ја анотираме, ја гледаме, а вака гледате едно здраво дете, а има проблеми одредени. И тогаш правиме нормално детекција каде е тоа, со магнетна резонанца, евентуално PET скен, детектирањето ќе ни утврди каде во модерниот свет, доколку навистина има потреба, треба со електроди да се внатре стимулира мозокот и дури со тие електроди ги отвараат очите, доколку имате кома одредена. Значи има многу начини на кои не смееме да ја губиме надежта и покрај тоа што овие состојби предизвикуваат безнадежност во одреден период. Затоа што пак на крајот на денот сакаме насмевка, сакаме убав збор, сакаме дете кој трча, кој растора, па дури прави неред, повеќе ќе не радува отколку сите останати работи кои што можеме и ги гледаме, а бараат ете вака еден. Најважно е здравието, најважно е тоа пред се. Така. И
Моето последно прашање за денеска се однесува на фебрилните конвулзии, значи се случува бебето или малото дете да качи температура и да се јават оние грчеви кои што се драматични, некогаш родителите не се сигурни дали е можеби епилепсија и сега се поставува прашањето невролошки проблем ли е тоа? Видите вака, значи не е невролошки проблем, тоа е невролошки одговор на проблемот кој што постои, така би го дефинирала. Бидејќи тоа се реакција која што настанува во мозочето во облик на така наречени грчеви, значи се грчи еден дел од мускулатурата или целата мускулатура или парцијални ги викаме некогаш. Обично ако се фебрилни, целата мускулатура се грчи, независно секој различно реагира и тоа е оној момент кој е практично последица на некаков инфект кој што или го тригерирал терморегулационниот центар, па качил брзо температура, при тоа качување на температура, знаете, температурата секогаш шири, во исто време шири и не само, стеснува особено, нели, кога се качува, знаете, имате ладни ноџиња, ладни екстремитети, ама целата температура оди во мозочето. И так, практично тоа ширење во мозочето ги тригерира мускулните, односно нервните влакни и започнува практично тоа тресење. И затоа тие грчевиве или тресење популарно кажано, се еден одбранбен механизам за да може да постепено си дојде се на свое место заради тоа ширење на крвните садови. И кога ќе се разбуди мозочето, си доаѓа се на свое место од тоа ширење што било од температура. И затоа сметаме дека температурата практично треба да ја контролираме. Ако веќе еднаш се јави како облик на грч и втор пат дека се посензитивни нервните влакна, па може да се јави втор пат и трет пат, а да се само предизвикани од тоа ширење во мозочето кое кај некои дечиња го предизвикува ова како последица на инфективен процес, а не како последица на нешто што значи невролошко страдање. Но тука е границата многу важна да ја поставиме ние кои го следиме тоа дете. Еднаш фебрилни грчеви се превенираат. До 7 години пластицитетот што го говоревме, додека се развие убаво мозочето, за да може убаво да одговара на сите надворешни предизвици. Па дури некогаш некои добиваат и од светлина. Може да добијат и од студ. Не може да знаете како надворешните фактори кај мозокот, кај некое дете реагираат. Ама тие не се равно на епилепсија. Тие се равно на кондиции кои се реакција на мозочето, кои што нормално ги плашат фамилиите и родителите, а практично се од стимулативен надворешен карактер или инфект. Правата епилепсија има многу поголема различност од сето ова што го говоревме до сега и за нејзе треба сепак многу подруг начин на диагностика, а веќе еднаш кога ќе ја ставиме како стигма, јас не сакам така да го кажам, тоа се повеќе дизритмии, кои исто така имаат и начин на лечење и многу од нив се излечиле. Еден Достоевски најубавите своји поезии ги пишувал кога имал епилептични напади, па бил Достоевски, што значи сите работи треба да ги поставиме со една надеж, со една добра диагностика, со следење на пациентите, па и овие фебрилни грчеви да ги координираме во склоп со самиот инфект. Многу ви благодарам за вашето денешно гостување, за сите појаснувања поврзани со оваа тема, која што е многу корисна. Убаво е да се знаат овие работи. Ви благодарам и посакувам успех во работата. Пред малку разбрав дека можеби ќе појдете во Турција да помогнете во погоденото подрачје со земјотресот. Јас морам прво да изразам како јас и предпоставувам сите граѓани на нашата држава сме длабоко потресени, бидејќи јас потекнам од семејство која доживела во 1963 година. Мојот татко живеел во центарот на градот и практично куќата му била срушена и знам што значи тоа. Значи, во тоа што и емотивно, во тоа што мојата работна позиција како интензивист и како ургентна медицина и особено за децата и за новородените сметам дека сум највеќе потребна тогаш кога вистински е проблем. А таму имаат реално вистински проблем и апсолутно сум спремна да одам да помогнам. Така, ќе биде секако добре дојде на оваа помош. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето и благодарам и на гледачите што ја следеа денешната Тилма амбуланта. Почитувани, се гледаме секој работен ден на Тилма во 12 часот и 50 минути. Имајте пријатен ден.